Здраво, Македонијо! Планирав нешто друго во овој воведен дел да дискутираме денес, ама ѓаоло ни ора ни копа. Па Венко, лидерот, синоќ имаше значајно интервју на ТВ21 со новинарот Љубиша Цветковски и ми ги промени плановите. Ама мора да се слуша и гласот на луѓето кои не ја сакаат многу Алфа, но затоа ние ги сакаме. Особено јас во овој воведен дел. Подготвени? Започнуваме. Еве сега е конечно јасно во ситуација кога има кризи на повеќе места во светот, што значиле државничките визионерски, би рекол, политики на Социјалдемократскиот сојуз во минатото, кога сме дале политичка жртва по цена на сопствениот политички рейтинг да се донесат тешки одлуки, но сме станале земја членка на НАТО. Што значат визионерските одлуки на вистина? Прво, дали сме побезбедни како членка на НАТО? Австрија не е членка на НАТО, Швајцарија не е членка на НАТО. Нели се тие земји безбедни? Сите околу нас, освен Србија и Косово, се членки на НАТО. Кој ќе не нападне? Членка на НАТО или Србија и Косово? За напад од Косово ли отиде името? Од друга страна, Данска е членка на НАТО. Што мислите? НАТО ќе ја брани ли Данска во случајот Гренланд ако дојде до нешто, а? Простете, погрешно прашање поставив. Да мислевте, немаше да се случи ова. Како што мислеа во Грција, например, на времето. Подсетување на еден настан од пред година и пол, на кој Заев е на сцената, а Филипче е во првиот ред. Was it the right time? Not only was it the right time, but if we did not do it then things could have gone sour, not only mature, because 6 years later, things have changed a lot. And now, when looking at what is happening at our wider neighborhood, there is a conflict in the war being waged in the north and another one in Gaza. So I wonder if today, at a moment when even Scandinavian countries, Sweden and Finland, wish to join NATO, what would our pressure on this country, irrespective of the government in power, we would be receiving pressure for us to accept the name, the constitutional name of our neighboring country. Предвиделе можеби грците дека тогаш е моментот да се стегне Македонија онаму кај што е најтенка, бидејќи за некоја година од тој ден, поради војната на Русија во Украина, ќе морало да влеземе во НАТО со уставно име Република Македонија, како што Шведска, например, влезе на брза трака. Веројатно е дека предвиделе. И за нивна среќа, карши нив на масата седел еден Заев, а не Киро Глигоров. Киро Глигоров, првиот македонски председател, одбил $100 милиони за промена на името, стои во декласифицираниот документ од Американската разузнавачка агенција ЦИА. Глигоров ја надгледува кампањата на неговата република за добивање меѓународно признавање. Тој изрази екстремно разочарување од одлуката на Европската комисија да ги поддржи грчките приговори за името Македонија. Тие изјавија дека и покрај големата економска потреба на Македонија, Глигоров одбил приватна понуда од грчки представници за $100 милиони помош под услов името да се промени. Според документот, понудата му стигнала од грчки представници, а на условот да прифати промена на името за да ги земе парите, Глигоров одговорил дека никогаш нема да го стори тоа и оти грчките барања се целосно неразумни. Председателот Киро Глигоров во почетокот на 90-тите одбил приватна понуда од грчки официјални представници во износ од $100 милиони помош во замена за промена на името на државата, стои во аналитичките документи на американските разузнавачки служби од 1992 година, декласифицирани и објавени минатиот месец. И покрај тешката економска состојба во која се наоѓала земјата, Глигоров ги оценил грчките барања како ирационални и изјавил дека тие никогаш нема да бидат прифатени, додавајќи дека Македонија понудила доволно докази дека нема територијални претензии кон соседите. Глигоров одбил $100 милиони помош од Грција за Македонија, според ЦИА, како компензација за промена на уставното име. Сметал дека грчките барања се ирационални. Во своите мемуари Македонија е се што имаме. Киро исто така спомна еден друг настан дека нему лично му било нудено мито од $1 милион од грчки посредници за да се согласи на промена на името, но тој тоа го одбил.
Грчките посредници додуше имали и македонски посредници, нели? Некои од нив и ден денес се джанам алфа и омега во СДСМ. Што мислите? Зоран Заев би одбил ли ваква понуда ако ја имал намаса? Венко Филипче би одбил ли ваква понуда? И дали упорното инсистирање и покрај се да го менуваме уставот по бугарски диктат од страна на Венко Филипче може би резултат на некоја лукративна понуда или онака му текнало бидејќи е голем патриот и голем стратег. Поголем од Киро Глигоров се разбира. Можно е, можно е. Особено во овој момент во кој две работи се речиси јасни како ден. Никогаш Западниот Балкан нема да е во ЕУ на исто рамниште со Германија и Франција. И се повеќе се зборува за посебен вид на приклучување кон ЕУ, токму поради геополитичките услови. Можно ли е нашите соседи од Исток, знаејќи дека ова сценарио е можно, да стискаат како грците пред 8 години, што е можно повеќе, за сега да им одиме по кејфот на нивните барања и да си најдат, се разбира, посредници, како грците на времето, да понудат силни милиони на политички актери кои ќе ја форсираат тука нивната агенда. Мислам дека не мора да е човек академик за да поврзе 2 и 2. Одиме понатаму. Дел сме од најсилниот одбранбен сојуз во светот. Еве денеска кога летаат ракети и над Турција и кога Турција со својот одбранбен систем како земја членка на НАТО тие ракети ги приземјува, а ракетите може да се наменети и кон европска земја, например Кипар, нашите граѓани треба да бидат свесни и да знаат дека Социјалдемократскиот сојуз секогаш во својата историја наназад 3 децении се грижи пред се за еднината, сигурноста на граѓаните и на земјата. Зошто ова го кажувам? Стварно, зошто ова го кажуваш? За во случај Иран, ако на пример ја бомбардира Италија, НАТО ќе спречили ракетите да летаат над нашето небо. Ам ќе ги спречи так летет кон Италија која е во НАТО, бе мајсторе. Или правиме филм дека Иран би ја нападнал Македонија, онака од чиста мира, или како реванш за освојувањата на Александар Македонски и судбината на нивниот Дарие. Може вакви филмови да правиме, како што правевме и дали една Русија, нели која зборувавте, може би Русија би ја нападнала Македонија кога тргна на Украина, исто така од, онака од кејф. И да се вратиме на прашањето зошто ова го кажуваш, за да се обидеш да го испереш предавството од вашето име. Предавство со традиција. Само фалат малку факти и логика за да се случи тоа. И воедно би било добро и да не клечиш во моментов пред бугарските ултимативни барања. И тоа би помогнало. Што разговарал со генералниот секретар на НАТО Марк Руте, премиерот сега? Дали го користил уставното име? Дали на него му кажувал дека ќе го враќа претходното име поранешна Југословенска република Македонија и ние ќе излеземе од НАТО? Вакви дриблинзи на мали голчиња може фудбалер да прави, а не балерина. Никој политички и математички писмен не рекол ќе го вратиме името по доаѓање на власт, затоа што вие го печатиравте гадно тој процес. И бидејќи во процес на обиди за членство во Европската унија, последно што треба е отворање на ново жариште и ново вето и од Грција за Европската унија. Дали тоа значи дека треба да го прифатиме вашето предавство? Нормално дека не. Туку треба да се бориме, да дојдеме во позиција, да го избришеме срамот кој ни го направивте. Не само со името, туку и со преговарачката рамка, удоволувајќи на сите бугарски барања. Друго? Натаму, каков е одговорот за релациите на вице-премиерот? Внимавајте, вице-премиер, вториот човек на владата, Иван Стоилковиќ, има отворени состаноци со нокните волци, луѓе блиски до рускиот претседател Путин. На кој што, ќе повторам, генералниот секретар на НАТО Марк Руте кажува дека е спротивно на интересите на НАТО и Соединетите американски држави. Втор човек во владата имаме. И Христијан Мисковски го чува, преку него ги негува тие односи. Како ќе се одговори на тоа што пред 2 години на една прослава тука во Скопје, гостин беше Милорад Додик, кој што имаше отворен анти-НАТО проруски говор тогаш пред 2 години, пред премиерот, пред вице-премиерот. Како ќе се одговори? Јас да сум Стоилковиќ има така да ти го затужам газот за овие отворени состаноци кои ги измислуваш со нокните волци и нивната блискост со Путин. Еве и водителот на емисијата има близок состанок со тебе, а ти си близок со Заев кој е близок со Ципрас. Значи ли дека водителот на интервјуто господин Љубиша е близок со Ципрас? А околу тоа како ќе се одговори што Додик одржал анти-НАТО говор во Скопје пред 2 години, ќе ти одговори Марк Руте.
Додека најголем број пратеници говорат на генералниот секретар го поздравија со аплауз, пратениците на левица излегоа со анти-НАТО транспаренти. Руте во тоа виде доказ дека во Македонија има демократија. И добро е што има демократија и кој што се покажува и кој што покажува дека демократијата функционира и дека народот е дел од демократијата. Дечко, во парламент пред твои очи левица извади транспарент НАТО убива. Па генсекот на НАТО рече дека тоа е доказ за демократија. Што блебеташ побогу? На тоа што во извештајот на Европскиот парламент стои дека унгарскиот кредит всушност е кинески пари. Тоа не го кажува СДСМ. Европскиот парламент кажува дека има овде влијание од страна на српскиот свет, дека е тоа ризик и по заедничката безбедност на Европа. Унгарски опозиционери во Европскиот парламент го поднесоа тој амандман дека станува збор за кинески пари. Бугарски европратеници од друга страна кумуваа на тоа дека овде имало српски свет. И нормално, нивниот мегафон во Македонија вели, видете, Европскиот парламент тоа го кажа, не ние. Противници ли сте на финансиска помош кон Македонија? Дали сте олеснувачи на бугарските политики во Македонија? Што сте вие? Челниците на СДСМ, предавници со традиција. Еве една бесплатна реклама од мене, уште една. Следно? Јасен е сигналот дека оваа влада негова односи со земји со кои што не би требало да негува. И сега веќе на површина излегува дека можеби и во тоа време, кога протестирале против Преспанскиот договор, кога кажувал сегашниот премиер тогаш во опозиција дека ќе го поништи договорот со Преспа и ќе врати уставното старо име Република Македонија, дека и тогаш бил под влијание на српско-руски и кинески свет. Овде ќе ми извините, ама морам да се ставам веднаш на располагање на органите на прогонот, на обвинителството, судовите и на МВР и да ти кажам директно. Тенџер е едно, бруко е една. Како не ти е срам отпорот на народот против срамната промена на име да го едначиш со некакви влијанија на српски, руски, кинески свет? А погоре и самиот викаш, донесовме тешки одлуки на штета на нашиот политички рейтинг. Киро од Еднооки да беше жив ке кажеше и тогаш Ципрас му рече на Зоки, земи го Венко, одете на плажа да уживате и еве ви малце джепарац. Тешките одлуки полесно се преживуваат со милиони во джеп. Оставете го Киро, тоа старо сиромашно прдало, вие сте попаметни од него. Руски, кинески, српски свет. Тоа ли е противењето на народот на промената на уставното име? Единствени во свесте што такво нешто сте спровеле спротивно на волја на народ на референдум, со криминално гласање во парламент, со сите ваши катици матици во тој процес. Тужи сега за навреда Тенџер едно. Све има да си платам, ама ова не те оставам да ти помине вака, бидејќи си Тенџере. Колку сенката, како што и тие во последниот пасус рекоа, во последниот прес-релиз рекоа ајатолахот Заев, колку ви пречи блискоста со Зоран Заев во остварување и во водењето на политиките што сега ги пропагира СДСМ? Јас сум бил во времето на Зоран Заев дел од владата. Да, и како тие министер политики за како министер за здравство. И во еден период како подпредседател на партијата. 2021 Да. Година, пред да целата влада практично си замине после пожарот во Тетово. Пазете каков степен сме покажале на свесност, на одговорност. Јас си дав оставка, а после 3 месеци целата влада замина. Мајко мила, прво ти си даде оставка која не беше неотповиклива. Таква одговорност ти си покажал. Заев нормално не ти ја прифати. А целата влада замина после катастрофата на локалните избори. Па нели ти е срам бе да лажеш дека после пожарот во Тетово сте покажале одговорност и сте заминале? Особено на тема одговорност после пожарот во кој кабелот беше на крај крив. Мислиш ли сериозно дека на дебили се обреќаш и никој не памти што се случуваше? Дали вие лично размисливте за оставка од морални причини поради оваа трагедија? Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не вие како човек размисливте. Не размислував. Затоа што ќе бидат премиер или заменик премиер председателот на Алијанса кога ќе заслужат, кога ќе имат емпатија со народот, кога ќе бидат тука да помогнат, кога ќе дадат идеи, а не вака грозотијата да ја користат на вистина на најперфиден, на најлош начин. Пазете каков степен сме покажале на свесност, на одговорност
Јас си дав оставка, а после 3 месеци целата влада замина. Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не вие како човек размислевте. Не размислував. И сега лажовчино, вие сте покажале голема одговорност после тетовската трагедија. Вие! Еве брез зошто оставка поднесе Заев. Почитувани граѓани, дозволете и јас од името на СДСМ и сите наши луѓе да им честитам на нашите опоненти победата на овие локални избори. Ја превземам одговорноста на себе за ваквиот развој на политичките настани, заклучно со резултатите на овие избори. Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Чисто колку да печатираме дека на лагата кратки и се нозете. Друго за мамење? Јас сум во мојот бекграунд образован во една друга сфера, пред да почнам да се занимавам со политика и во таа сфера што се вика неурохирургија сум свесен за сериозноста на одлуките кои што треба да се преземат. Свесен сум за одговорноста која што сум ја преземал и на тој начин, со таква одговорност, со таков одговорен пристап ја водам сега и партијата. Тоа е дел од мојот карактер. И никој, апсолутно, ниту може, ниту па јас ќе дозволам да ми влијае. Ова беше одговор на прашањето дали Зоран Заев му влијаел на одлуките. А тој сам ги носел, како што носел одговорни одлуки како неврохирург. Како аналогија. Она што тој го предлага за промена на уставот е како да му дојде пациент со тумор во мозок и тој да одлучи да му ја одсече целата глава, наместо да проба да го вади туморот. А дека Заев не му се мешал во одлуките, тоа е добро познато. Сам тој дојде, сам се појави како главен фаворит на изборите во СДСМ. Немаше Заев никакво влијание. Тој има влијание само кога ќе си шепка со Хариџиновиќ на прославите во Дубај да го претвори Филипче во негов официјален фотограф. Каков е овој третман без Оране? Фотографот таму во ќош да го напикаш. Па бар на маса нека седне, нека се потпре, нека замези малку. Срамот. Туку ајде да видиме што фотографот на Заев имаше уште да каже. Како ќе одлучува и под чија наредба и под чие влијание, например, ново поставениот уставен судија кој што до вчера му беше советник на премиерот. Ајде кажете. Праша човекот кој му беше советник на Никола Тодоров како министер за здравство на ВМРО ДПМН. А друго прашање? Успеа ли СДСМ вистински да се консолидира поној и вие го кажавте катастрофален неуспех на локалните избори? Добро, тука неколку работи сакам да кажам. Прво... Тешко прашање. Чекај, дај да ги разјасниме позициите прво. Немаше пораз. За потоа да уследи... на избориве што се случува. Како не е потоп? Не, зашто потоп? Ама и ако отвориме, ајде дајте ми мапата на нова му. Не е потоп доживеа ние од левица, него власта доживеа потоп од опозицијско расположение, од незадоволство. Ја кажувам нашата перспектива, а нашата перспектива е дека ова е супер за нас, ама лошо за ВМРО. Е така. А сега уште малку убави со ништа. Доколку под предпоставка се случат избори, или редовни, или предвремени, и победи СДСМ. Добие мандат за формирање на нова влада. Дали Денко Филипче се гледа како премиер на државата? Да, апсолутно. И тоа човек што ќе стави крај на корупцијата. И ќе ги направиме чекорите кон Европска унија. И ќе ги направиме чекорите кон Европска унија. Се наежив. Како менторов да го гледам. Таму има цени 438 динар и има цени 71 динар. И как ќе одлучим? Јас така ќе? И тоа човек што ќе стави крај на корупцијата. 1 евро на црквата и 1 евро од квадрат ми донесе. На мене. Директно. Кај виците. Добро. Кај виците.
Могу тоа, се знаат, менувачница. Да го прашате Венко дали овде има корупција, ќе ви каже стоп за дефокусот од ВМРО. А за оној втор дел од ветувањето дека како премиер ќе ги направил чекорите кон Европската унија, знаете што значи тоа? Две работи. Прво, ќе го смени уставот веднаш по барање на бугарите, без никаков изговор, без никаков приговор. И второ, никогаш нема да биде во политичка можност да го направи тоа. Еве и од мене едно предвидување. Очигледно дека целта е и вие да го заземете премиерското столче со она што вечерва го кажавте и што ја имате вербата во граѓаните дека ќе го препознаат. И ќе биде добро, да знаете. Ќе имаме добри политики и за државата и за граѓаните. И нема никој да штрајкува за плати. Нема никој да штрајкува за субвенции. Нема никој да се жали дека има коруптивни дејства или нема реформи. Ке видите, имаме капацитет и знаење. Нормална Европска Македонија да биде. Да се надеваме дека дел од ова што го кажавте вечерва, Не дел, целото. во ред. Во ред, браво. Зоране, ајде кажи кога ова ќе се случи. Мало сутра. Благодарам. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Ке зборуваме на сите актуелни теми од изминатиот период. Знаете дека ќе биде интересно. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, вечерва ќе ми гостува еден човек за кој што сум сигурен дека ќе одвоите време и да слушнете за што ќе разговараме во наредните 60 на минути. По трет пат чинам во оваа емисија министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добро вечер, добре дете. Добро вечер, благодарам на поканата. Фала на одвоеното време. Знам дека никогаш го немаш доволно, особено по периодов, дозволи да ти честитам раѓање на синот пред неколку дена. Машко дете, убава вест. Ти благодарам. Да дава Господ само убајни, што би рекле ви охриѓани сите. Да предеме веднаш Поубава вест, здравје. Тоа е така, тоа е така. Од да добиеш челот. Потенцирав Машко дете бидејќи имаш две керки постари, па сега да имаш еден сојузник вака во домот. Убавината е дека е различно од првите две. Иначе очекував и трета ќерка, вака искрен да бидам. Да? Очекував трета ќерка, но е вака син е исто така голема радост. Очекувањето на трета ќерка значи дека претходно па си очекувал син и кога си сватил дека си мајстор за женски, те изненади ова? И првите два пати очекував ќерка. Такво ми беше чувството. Во секој случај добро е кога вакви срекни вести имаме што е можно повеќе. Сепак природата на твојата работа е поврзана со вести кои што не се, нели, во делот на среќата. Министерството за внатрешни работи се бави со други теми, па да започнеме со она што е најактуелно од изминатиот период. Ке тргнам од настаните во Карпош, не знам ни како да ги класифицирам, искрен да видам. Дали се трагични, дали се несрекни, но ужасни се во делот на хоророт. Во секој случај, вчера и разговара со психолог на таа тема, веднаш по настаните утредента одржате и пресконференција, една габаритна долга, меѓутоа јавноста, не цела јавност има време да ја проследи целата интегрално. Во вестите оставаме по 2-3-4 минути на една тема во еден ден, па би сакал сега што е можно повеќе работи да дознае јавноста во однос на тоа што се случило. Прво, дали лицето кое што е обезбедено, осумничениот, така може да го наречеме? Притворено лице. Да, и притворено лице, два пати по 48 часа до овој момент. Дали откри до сега некои работи кои што даваат повеќе информации на Министерството за тоа што конкретно се случило на 2 март во 14 часот и 5-16 минути? Видете, јас овој трагичен настан не би го свел само на действија кои што се поврзани во текот на понеделникот. Заради тоа што во оваа ситуација сопругата на насилникот, условно кажано,
затоа што не е се уште тоа процесирано во рамките на една судска постапка со правосудна пресуда. Била жртва негова многу подолг временски период. Сомнежите се дека повеќе од година дена истата била предмет во најмала рака на психичко насилство, а мислам дека од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка со јавното обвинителство се обезбедени докази и за физичко насилство, кои што ќе потврдат и физичко насилство кое што е сторено од страна на сопругот спрема неговата сопруга. Така што сметам дека во секој случај жртвата била доведена со многубројни действија во минатото, во фаза на жртва, со насилства како психичко, така и физичко, за кои што многу пати пријавувала. Многу пати пријавувала, додуше има пријава и од страна на сопругот во минатото за одредени насилнички действија спрема него, но најголемиот број на настани кои што се евидентирани во рамки на Министерството за внатрешни работи, а се поврзани со предметната жртва, се настани кои што таа ги пријавувала или ги пријавувале соседите дека истата е предмет на психичко и физичко насилство. Односно комшиите слушале така е. Брескања и многу пати полицијата интервенирала, одела на лице место, при што на повеќе наврати жртвата пријавата која што ја давала во полиција, после тоа ја повлекувала. И нажалост, тоа е еден од најчестите и најголемите проблеми кои што ги имаме при превземање на действија во овие конкретни случаи. Да, законодавецот да кажеме дека е добро што се смени во насока на постапување по службена должност од страна на Министерството. Тоа се новите измени на Кривичниот законник. Така е, тие се новите измени кои што ние ги иницииравме. Без оглед дали жртвата ќе се повлече или нема да се повлече од пријавата која што ја дала, законодавецот утврди можност на Министерството за внатрешни работи, доколку се констатира телесна повреда кај жртвата, сторителот, насилникот да биде гонет по службена должност. И тоа е добро што се смени таквото решение, но знаете, во рамки на судска постапка многу се битни квалитетот на доказите кои што ќе бидат обезбедени. И доколку ние гласно говориме на оваа тема, доколку ја креваме свесноста во континуитет, доколку ги охрабриме жртвите да пријават, или нивните најблиски, или соседите и комшиите во еднина, и доколку возможиме соодветни услови жртвата повеќе да не се плаши, односно насилникот да биде изолиран во рамки на законски утврдени можности, сигурен сум дека во иднина жртвите се повеќе и повеќе ќе обстојуваат на онаа првична потреба за помош и првично барање за помош, а при тоа се поефикасно ќе постапуваме спрема насилниците. А од аспект на квалитет на доказен материјал, многу ќе биде поефективна правдата, доколку овозможиме на еден ваков начин жртвата да си го каже она кое што навистина се случило во минатото. Заради тоа што правдата може да биде реализирана само доколку најдеме начин како да ги охрабриме жртвите, да не се повлекуваат во текот на постапката поради X причини, најчесто се тоа поради нивните малолетни дечиња, страф од повторна одмазда и така натаму, немање на економски услови и така натаму. Мораме да сториме секако како држава да максимално ги заштитиме жртвите. Поради тоа, во текот на денешниот ден,
организиравме една тркалезна маса на која што беа присутни буквално сите релевантни институции, најголем дел од релевантните државни институции, кои што се бават со тема семејно насилство. Така е. И добар дел од невладени здруженија и други организации кои што исто така делуваат во оваа сфера. Јас сум им крајно благодарен на сите за тоа што во овој краток временски период од неколку дена се одзва, имавме многу плодни дискусии и конкретни заклучоци по кои што ќе постапуваме во иднина. Еве би сакал да дадам еден пример кој што беше разговаран како заклучок. Еден од професорите, експерти во оваа област, тој е професорка од факултетот за безбедност, даде предлог кој што е применуван во добар дел од европските земји согласно незините кажувања. А исто така има основа во рамки на Истанбулската конвенција која што дава особено значење на жените и особено значење на сето она кое што е поврзано со заштита на жените во делот на семејното насилство и родово базирано насилство секако. И вака лично мене како предлог многу ми се допадне и ценам дека мораме да најдеме начин како да го имплементираме. Што е предлогот? А тоа е да се зголемат полициските овластувања на полициските службеници и истите во моментот кога констатираат или се сомневаат во било каков тип на родово базирано насилство, особено семено насилство, да можат врз основа на действие кое што ќе им го даде законодавецот, времено да го отстранат од просторијата потенцијалниот насилник. Имаше една многу силна... Од домот се мисли? Без оглед чиф е домот. Оддалечување од дом или... Без оглед чиф е домот. Дали е на потенцијалниот насилник или е на трето лице или е на предок нивни и така натаму. Со цел да се земе изјава без притисок? Со цел да се земе изјава без притисок и со цел да се овозможи заштита на жртвата и најчесто на малолетните дечиња. И тоа јас лично сметам дека е многу добар предлог. Овие законски одредби кои што ги имаме во рамки на законот за полиција, тоа не го овозможуваат сега. Но вака навистина професорката каже дека најбрзо што може во рамки на сегашните законски овластувања да се процесуира една времена мерка, кажа дека би требало да помине некој период од прилика околу 30 на часа. И вели, замислете колку пати сторител на насилство, доколку има контакт со жртвата, би можел да ја ликвидира жртвата, да ја убие жртвата за период од 30 на час. Точно. Или да врши притисок. Или да врши било каков притисок врз жртвата. Така да сметам дека и манипулации. Ваков еден предлог и како заслужува максимален фокус од страна на институциите и поради тоа уште на почетокот на наредна недела се договоривме во вторник Министерство за правда, Министерство за социјална демографија и млади да седнеме на заедничка маса, вклучувајќи го и невладиниот сектор, врз основа на предлог на експертите, да разгледаме се што е можно веднаш интервентно да биде предмет на измена на закон, подзаконски акт, правилник и така натаму, се со цел да овозможиме поефикасен одговор институционален на буквално на секој едно тело, министерство, центар за социјални работи и така натаму на државата во насока на заштита на жртвите. Уште еден добар пример беше даден од судската фела на барање мое да речам. Судската фела се одзва да председателот на Граѓанскиот суд во Скопје до сега Граѓанскиот суд немал дежурен судија кој што постапува по ваков тип на предмети. И знаеме дека ако немаме дежурен судија, тоа значи дека после, 16 часот не може да се донесе ваков тип на мерка, сабота и недела да не правам обед. Сега председателот на судот вети дека
ќе овозможи дежурен судија кој што 24/7 ќе постапува на ваков тип на предмети. Одличен предлог. Скопје е еден од најголемите, да речем, најбројните градови со потреба од спроведување на времени мерки по итна постапка. Истото ќе го разговарам во текот на оваа недела и со председателот на Врховниот суд, се со цел да може да биде имплементирано ваквиот предлог кој што произлезе од оваа дебата и во сите останати судови. Навистина, мораме да најдеме начин како државата институционално да одговори 24/7. Најголем број од насилствата, најголем број од потребите за појавување на итност во рамки на процесирање се случуваат токму во доцните часови. Или пак преку викенд. Ние мора да обезбедиме судот да е функционален, не само кривичниот, туку и граѓанскиот суд да е функционален за превземање на сите потребни действија. Исто така беше разговарано во насока на потреба од зајакнување на бесплатната правна помош на жртвите, да не биде таа дефинирана само на одредени чекори во рамки на преземање на процесни действија, туку да има еден поширок опфат и тоа и како заслужува внимание и превземање на конкретни чекори. Едноставно, како да кажем, во минатото имало многу дебати на оваа тема, многу пати е разговарано, отварани се овие проблеми во јавноста, дискутирани, предлагани се решенија и така натаму. И како што кажа една господја која од 94-то се занимава во рамки на оваа област, навистина многу е подобрена ситуацијата. Но и како има простор да превземеме чекори во насока на зајакнување на капацитетите на државата, се со цел да им помогнеме на жртвите, и токму тоа ќе го направиме, нема да збориме кој некој пред нас само што зборе, туку ќе засукаме ракави и ќе превземеме се што е потребно да се превземе. Многу ме бенди со вака еден коментар на една друга професорка, која што исто така зема збор во рамки на тркалезната маса, која што кажа, министер вика, ние докажавме со имплементирање на Safe City дека со системски пристап можеме да го смениме менталниот пристап на секој еден од нас во рамки на почитување на закон и во рамки на придобивки од спроведувањето на законот така што треба. Таа паралела сакав јас да излечам, бидејќи се чини дека одамна беше најавуван Safe City и пред онаа трагедија на Фросина на Партизанска, но се чини тоа како да беше финалниот тригер за не да се можеби да се забрзаат действијата. Требаше да има промена на закони, ако го имате најавувано уште од, не знам, септември, октомври 2024, така. Но ако ова биде случајот со сега во Карпош, кој што ќе даде дополнителна енергија и мотивација сите буквално да направат се што можат за час поскоро да се променат работите, тоа би било добро во смисол на една превенција и заштита на потенцијалните жртви на семејно насилство, без оглед и последиците од тоа насилство, кое не мора да е само физичко, може да е според дефиницијата и тие и од Истанбулските и други конвенции, може да е психичко, може да е економско и така натака и така натака. Но за да одговориме на сите дилеми, прашања кои што си ги има јавноста. Јас сум приучен правник, нели, со мало искуство по судови и вие сте биле дел од тој процес како бранител, но вие сте адвокат, односно дипломиран правник со богато искуство како адвокат. Сега луѓето седат дома и се викаат, добро, како е можно овој имал 10 кривични, а сега знаеш народ како вика, бил на слобода. Сега чувме дека многу пати пријавувала, под многу пати претпоставувам над 5-6 пати сигурно било тоа. И немало ефикасна разрешница на случајот, можеби најголем дел од тие пријави поради повлекување на пријавите од страна на пријавителот. Некоја статистика која што ја објави веде обвинителката Анита Исајловска-Тополова е дека околу 800.500 пријави биле повлечени после од пријавителот. Сега тоа се симптоми кои што системот не ги детектирал досега, дека треба да дадат фокус на нешто друго, нели, за околностите во кои што се
повлекува една пријава и за барање на причините за истата. Но тука се вклучени повеќе чинители, не е само МВР, така, постои Министерство за труд и социјална политика со сите нивни механизми, нели, преку тие центри за социјална работа и така натаму. Постои обвинителство, жртва може да пријави и во болница. Значи, вие сте една од инстанците, нели, ке се јави, доаѓа полиција констатира тоа што и пишува, што може да евидентира, констатира, земе изјава и тука завршувала работата до сега. Но во однос на оние кривични пријави, условни осуди што ги имало осомниченото лице, проверивте ли како успевал условна по условна пресуда да добива и до толку безгрижно да функционира, што пред неколку месеци бил исто така од полицијата евидентиран дека во своето возило има одредени паковки, претпоставувам не многу големи количини на метамфетамини и марихуана. Видите, мора да направиме разлика помеѓу она кој каква улога има во рамки на општеството и во рамки на еден систем. Факт е дека и денеска беше спомнето, многу институции веќе имаат болесна ненадлежност. Тоа е една вака современа болест институционална, каде што секој вели, ја не сум надлежен, не сум ја Петре, не е Петре Трајче, не е МВР судот, не е судот обвинителство, не е или преđи бриго другоме, да. Но замислете па го обратното. Замислете се, МВР ве апси, МВР ви поднесува обвинение, МВР ве суди, во исто време МВР ве лечи и ви дава и социјален третман. Така Мислам, тоа нит е возможно, нит го има негде, нит па треба да го има. Нити треба да биде така. Сега, ако е така, а така е, која е работата на Министерството за внатрешни работи? Да го идентификува сторителот, да го обезбеди сторителот и за истиот да пушти кривична пријава. Така е. За конкретниот сторител, во месец декември, мислам дека беше, МВР го има идентификувано, го има обезбедено, народски кажано уапсано, и за истиот по итна постапка, значи итна постапка е онаа постапка каде што МВР му предлага на обвинителството итно во рок од 24 часа додека истиот има право да го држи задржан без да судот да донесе одредена мерка, да му предложи да му достави кривична пријава на обвинителството и обвинителството во рамки на неговите надлежности да одлучи дали ќе продолжи постапката во насока на барање за утврдување на најстрога мерка согласно закон, таа е притвор или куќен притвор, па потоа дали ќе побара друг тип на мерка, не знам, да се јавува навремено во суд и така натаму и така натаму. Тоа е работа на обвинителството, а работа на судот е да одлучи каков тип на мерка конкретно ќе ја примени. Во конкретнава ситуација, работата на Министерството за внатрешни работи поврзана со месец декември и апсењето на сега осомниченото лице и сега притвореното лице со негово идентификување, обезбедување и отпочнување на итна постапка до јавното обвинителство, неговата работа за предметно лице тука бил завршен. А во однос на пријавите од починатата, сите ли се повлечени? Еве сега ќе ви го кажам примерот на последната на самиот ден? Последната пријава самиот ден. Жртвата повикува полиција затоа што самата таа или некој комшија? Самата. Повикува полиција затоа што истата е физички удирана од страна на нејзиниот сопруг. Го има тој повик евидентиран, мислам што ќе се користи во... Така е. Добро. И има видеозапис кој што констатира удар од страна на сега осомничениот, физички удар во глава со рака. Тој го спомнавте, за истиот ден се работи? За истиот ден се работи. Добро. Тоа е пред да се јави. Жртва се случува физичкиот удар, па после тоа жртвата бара полиција. За 9 минути, мислам дека беше точно, Министерството за внатрешни работи, двајца полициски службеници, една господја и еден господин во униформа се упатуваат пред суд каде што жртвата кажала дека се наоѓа. Где наоѓаат само жртвата. Пред суд? Пред суд.
Аха, не е во стан кај што е извршено, пред него... суд. Аха. И при тоа жртвата изјавува зашто и подпишува записник својрачно го изготвува и го подпишува дека немала никаков физички контакт со насилникот, односно со нејзиниот сопруг, дека не бара да се води постапка за поврзана со семејно насилство и дека на поинаков начин ќе ги реши недоразбирањата со нејзиниот сопруг, дека ќе води бракоразводна парница. Значи, повторно се повлекува. Нема видливи повреди на жртвата. Нити ја покажува снимката, претпоставувам од ударот. Снимката после тоа по оперативен пат е добиена од страна на Министерството за внатрешни работи. Полициските службеници не знаат за тоа. После трагедијата. Во истиот момент, така е, после трагедијата. Што можеле тие да сторат повеќе од тоа? Имаше нели некои идеи дека со измените на кривичниот законник можеле поинаку да постапат службениците полициски? Доколку констатирале дека, видете, не би сакал сега да навлегувам во тој дел, заради тоа што ќе преюдицирам било какво действие кое што е предмет на внатрешна контрола. Океј. Ќе видиме внатрешна контрола што ќе утврди. Но ќе биде истражено. Така е, ќе ги приспита постапувањето буквално на сите полициски службеници кои што биле во опфатени како дента, така и оние претходно поврзано со поплаките, пријавите и така натаму. Но верувајте, многу е тешко во рамките на судска постапка да процесуираш предмет, да го докажеш. Значи, нели, ние живееме во едно демократско општество каде што судот треба да носи одлука врз основа на докази, а не врз основа на приказни. То сето треба да се докаже, треба да има аргументи, треба да има докази, треба да има сето на кое што треба да има за да на крајот имаме вистинско остварување на правда. Доколку жртвата не сака да соработува. И тоа е еден од најголемите предизвици кои што ги имавме пред нас, за кои што веќе говорев и кажав дека ќе одиме и со законски измени во делот на два закони, како да ги подобриме, како да го подобриме институционалниот одговор, се со цел да сме поефикасни, а при тоа жртвата да биде позаштитена. Видете, правото на живот нема цена. Едноставно, мораме максимален фокус да дадеме, да сториме се што е возможно да сториме, за да го осигураме правото на живот на жртвата. Но еве два примери ќе ви дадам. Во текот на вчерашниот ден, вчерашната ноќ што се случи, имавме две ситуации на родово базирано насилство. Едно во Кисела Вода, едно во Сарајчино, така. Така е. Со тоа што во двете ситуации имаме соработка на жртвата со Министерството за внатрешни работи. Веројатно се уплашиле дека може да завршат. Жртвите соработуваа со Министерството за внатрешни работи. Во двете ситуации потенцијалниот насилник е идентификуван, обезбеден, задржан, ќе биде спроведена од страна на Министерството за внатрешни работи итна постапка за процесирање на нистите. Во двете ситуации. Важно прашање. Во едната ситуација во двете Кисела ситуации Вода. Не е прв пат, така? Видете, во едниот случај жртвата соработува отворено со Министерството за внатрешни работи. Во другиот случај за тоа што бил присутен насилникот, истата со конклудентни действија ги информира полициските службеници дека нешто не е во ред. И тие постапуваат така што треба да постапат и го лишуваат од слобода сторителот, превземаат действија и така натаму. Меѓутоа жртвата соработува. Тука е клучниот фактор е жртвата да соработува со полициските службеници. Затоа што само така може кој полициски службеник нема да изреагира доколку утврди сторено насилство спрема жена или спрема малолетно дете. Затоа и се бават со таа професија. Но мора да соработува. Дали ќе соработува отворено, дали ќе соработува со, како да кажам, еве како во конкретниот случај, таа не можела да со каже, зборови да каже, пошто бил насилникот тука, на нашто да начин, како да им укаже на полициските службеници зистите да констатираат фактичка состојба дека мора да делуваат согласно законските овластувања кои што им се дадени, па и да превземат одредени полициски овластувања кои што, да речем, не се превземаат во нормални ситуации. Само така? Брзо прашање во однос на претходниот случај со веќе починатата Ивана.
пред суд. Не е присутен тука нејзиниот Не. сопруг. Значи таа Самата, да. им кажува дека Така е. ова не би требало сега да е предмет на наш разговор, но ми е просто чудно како само 2 часа подосна се одлучува на таков чекор. Видете, се надевам дека истрагата ќе даде повеќе малце. Истрагата ќе мора да даде, Соработува ли одговор на осомничениот? Мислам дали соработува, дали зборува или се брани со молчење? Видете, ако смеете да го соопштите тоа на јавност. Овде имаме 2 човечки жртви како последица на повеќе годишно во најмала рака психичко и физичко насилство, кое што ради повеќе фактори, вклучувајќи тука и институционална неспремност, ево така да кажем, настанал. И ние не можеме сега да кажеме дека ова не се случи. Се случи. Повеќе прашање за обвинителството, но еве како правник впечаток пак ќе повторам, еве претходно говорев за итната постапка предложена од страна на МВР за конкретниот сторител, таа не била за семено насилство, но било за дрога. Да. Говорев за повеќе случаеви на пријавување, подкажувања, комшии пријавувале, па не соработувале, не соработувала нити жртвата, нити сторителот и така натаму и така натаму. Мораме да најдеме механизам како државата да ги зголеми овластувањата во делот на превземање на конкретни мерки и чекори и соодветно третирање на жртвите, особено во тој ризичен момент. Тие се многу ризични моменти. Видете, ова не е, ние сега седиме дома, го гледаме филм некој кој што се одвива таму на негде сниман во некоја година и така натаму. Полициските службеници делуваат во реално време на реални конкретни настани и носат одлука врз основа на реални случувања во луциди интервала. И веројатно затоа и една од жртвите што се работува за тие 2 случаи кои ги спомнавте, им дава и шарети, бидејќи се плаши дека ако замине полицијата, може баш во таа луцида интервала да сакам да кажам дека биде сериозно загрозен. Специфични се околностите многу. Нити можеме да судиме од старт, нити можеме да браниме од старт. Мора секој случај конкретно посебно да се анализира и посебно да се обработува. Може да апелираме едноставно до граѓаните. Но ова кое што моментално го правите и вие новинарите и пристапот на институциите и така натаму од аспект на подкренување на свесноста и охрабрување на жртвите да го пријават насилството. Навистина, ево насока на и текако поефикасен одговор институционален од страна на сите инволвирани фактори. Согласен и се надевам дека сите вклучени во конкретно или зборуваме за семејно насилство, сите институции што се дел од процесот ќе имаат иницијативност за каква што слушаме дека Министерството за внатрешни работи има, бидејќи ако секогаш ќе има нека слаба карика во системот, ако не достига таа иницијативност од сите страни. И да, со сите вклучени, вклучувајќи и јавноста, жртвите што барат? Тие барат само сигурност дека кога ќе пријават, нема после да таа пријава да биде заташкана или па не знам кога ќе се одат во некои од тие центри за социјални работи или како и да се викаат. Од минатото години назад сме слушале сведоштва кај што им викаат, ама чекај се, зошто пријавуваш, да не лажеш, да не претеруваш, ги одвраќаат од идејата, не го заведуваат тоа како насилство, туку како проблеми во бракот и така натака и така натака. Тешка работа се пред државата, но мора да се прави. Некојаш како викаат старите, лекот вика е 5 пари. Само треба да го најдеш. Денеска еве на трибинава претседателот на Граѓански суд посочи дека имаат утврдено колизија на одредени одредби помеѓу себе кои што итните мерки ги прават нефункционални. И сега човекот си каже дека имаат проблем со тоа, но тој проблем треба да се истакне, треба да се седне да се изанализира, да се предложат законски измени и некој да го процесуира тоа. Работа сака. Денови беше, да, повели. Видов, вака, пак ќе повторам, огромна благодарност до сите учесници на трибината, навистина имаше многу добри предлози. Гледам
дека навистина има енергија кај чинителите кои што беа присутни на настанот и убеден сум дека за краток временски период ќе превземеме конкретни чекори кои што ќе дадат резултати. Деновиве беше спомнуван и еден од последните случаи на фемицид со твојата сограѓанка Велешанката Росица. Имаше ли некоја постапка во МВР, тоест постапка веројатно внатрешна контрола имало, но се открили некоја повреда во постапување можеби на вклучени лица од МВР во тој период? Констатиравме одредени постапувања надвор од стандардни оперативни процедури и така натаму, и за истото се изречени соодветни санкции од страна на Министерството. Спрема поголем број на полициски службеници. Ова го прашувам бидејќи неодамна, јас се сметам за коректно информиран човек, не знаев и дека за случајот за бегството на Артан Груби, дека истото тоа е случајно. Мислам дека беше дали на Телма, дали на ТВ24, некој новинар се обратил, прашал, добра идеја, и добил одговор дека за бегството или заминувањето, како го наречеме, одењето по приватни работи во Косово, што малку потрае на Артан Груби, дека имало утврдени повреди при постапувањето и изречени казни, тоест и бркање од работа, народски кажано, на не знам, некои од вклучените. Сакам да дојдам на таа тема сега, бидејќи деновиве повторно, а тогаш ги извадив, мислам, сите прилики во кои што СДСМ бара оставка од Панче Тошковски, доста се. Но едно од нив е и бегството на Артан Груби. Односно, секогаш кога има некој настан кој што предизвикува емотивен сензибилитет во јавноста, како да сакаат да го искористат во своја полза. Денес, не знам и дали имавте време да ги забележите, има повторно некој со крвави раце, пресконференција и така натака. За жал, тоа е дел од политичкиот фолклор кај нас и некако како да не ги учиме лекциите од сите оние злоупотреби на трагедии, како Смилковска, Тамара Дивонаселје, Никола Младенов, Мартин Нешковски и така натака и така натака. Но тоа е друга тема, што би се рекло. За Артан Груби, тогаш бараа оставка од вас, бидејќи замина. Сега можеби побараа деновиве, не следам ви, бидејќи се вратил човекот. Но колкава е, прво прашање, колкава е улогата на државата во смисол на стеснување на обрачот на околу Груби за тој да се одлучи на таков човек кој што, нели, вака, се ние обичните луѓе седиме, гледаме и викаме мајко му зошто се вратил, и нели првиот инстинкт на народот е има нешто е договорено. Некогаш вистината можеби е таква, некогаш вистината можеби е сосема далечна од таквиот првичен заклучок. Јас ја разбирам вознемиреността на опозицијата. И јас кога би бил на нивно место, би бил вознемирен. Особено со таа историја и емпирија кои што тие имаат, добар дел од нив. Не ги оправдувам, ама ги разбирам. Видете, не може министерот за внатрешни работи да е крив за тоа што врнело или не врнело. Не може министер за внатрешни работи да е крив кога некој ќе избега и ќе се врати. Не може министер за внатрешни работи да е крив кога е топло и кога е ладно. Вајде, или треба да е за едно, или треба да е за друго, или не треба да, или не знам. Не можам да ги дефинирам луѓе. Мислам дека ни саби себе више не си веруваат што зборат и како ги пласираат тези. Ја не знам кој им верува. Односно знам никој. Вака, едноставно кажано никој. Може би си се јачаат таму по штабови, ако уопште имаат некакви состаноци. И ако уопште превземаат одредени действија. Наистина ми е многу криво што имаме ваква опозиција како што имаме. Додадена вредност компир. Замислете, опозицијава не даде поддршка на закони кои што спасуваат животи. Од типот на сефсити. Но претходно бара оставка ваша кога имаше, ево конкретно мислам во случајот со Фрусина. И сега, како да ја кажам сега, значи со нема разбирачка со луѓе. Ти збориш за како сега да направиме да е подобро за сите, како да сме поефикасни, како да го не знам да подобриме сообраќај, како да намалиме жртви, како да сме поефикасни во делот на семено насилство, они ти зборат за
изместување на политички тези, празни обвинувања. Ќе решиме ли таа дилема со натаму, снимките како ќе се чувале? Тоа е нивниот аргумент дека не се знаело дали некој Ама може која да ги теза е злоупотреби. па таа, па ја не разбирам. Ништо имаше 15 години во оваа држава Safe City функционира во делот на оперативно работење. Кого лажат? Значи што мислат дека народот нафта ли пие? Ја стварно не разбирам. Филипче вчера рече дека имал информации дека одредени ВМРО-вски таблички биле внесени во системот за да не биле некои ВМРО-вски коли евидентирани. Може ако возат итна медицинска помош. Евентуално пожарна и така, ако ВМРО-вци се пожарникари сите до еден и управуваат итна медицинска помош, па тие се предмет на екскулпирање согласно закон, да, можно е. Може ќе најдат некој шофер на итна медицинска помош кој што е силен поддржувач на ВМРО, да помане ако мислат на него, да. Ако управува согласно законски дефинирани услови за управување. Уклучи сирена, не знам, уклучи светлосна сигнализација и така натаму. Ако спасува човечки живот, да. Ако Значи како не име срам тезиве да ги вадат? Како не име срам? Јас да би бил на нивно место, јас да сум на нивно место, да сум поддржувач. Јас сигурен сум дека има честни, родолюби, луѓе кои што си ја сакаат државата и во леваа страна од политичката сцена. 100% сум сигурен. се разбира дека да. И сега тие луѓе седат и ги гледаат овие кои што треба да, нели, во рамки на нивната политичка матрица бидат она кое што би требало да значи додадена вредност. И се он ти излегува и ти го кажува ова што они го кажуваат. А не знам како не се срамат од самите себе си. Значи додадена вредност компир. Тези кои што ги пласираат во јавност пак компир. Значи како ќе се чувале снимките од себе си? Па како се чуваа 15 години? Како се чуваа 15 години? Па 15 години снимаат камерите. 15 години се процесуираат случаи во рамки на кривична постапка. Да, сега ние со многу мака, со волја, со решеност, со спремност на политички напади од типот на, не знам, ќе ги казнувате граѓаните, ќе го полните буџетот на граѓаните. Ќе казнувате само албанци, ќе казнувате само по вака, како да кажеме, и по вака дозволи, глупава. Теза немам чуено, ќе сме казнувале само македонци или само албанци или само турци или само бошњаци. Ја не знам кај им текнува. Кој им ги пишува овие работи? Кој им ги пишува овие работи да им ги, како се, ако го платиле, треба да им ги врати парите. Ама не даваат одговор на тоа што правеа они 8 години доека беа на власт со снимките. А јас ти им кажам како функционира сега системот. Функционира согласно десетина правилници, подзаконски акти кои што ги донесовме дополнително, кои што тие ги немале донесено во нивно време. Функционира во соработка за регулација на приватноста, така е, за заштита на лични податоци, како се чуваат и така натаму. Во нивно време ги немало. Сега да, донесени се. Како ќе се употребуваат истите согласно нападствија кои што беа дадени од страна на Агенција за заштита на лични податоци и така натаму и така натаму. Уште малку загруби. Кога државата доби сигнал дека е можно да се врати, односно дали првиот сигнал е кога тој дошол на косовска граница и после полицијата на Косово јавува на нашата полиција? Ова е интересно прашање, нешто слично кога лидеров на опозицијава го обвинува Министерството за внатрешни работи за тоа што дрогата излегла од Македонија. Исто како што македонската полиција го штити својот влез, така српската полиција го штити својот влез, косовската полиција го штити својот влез. Односно, косовската полиција на нивен излез, а наш влез, нема полициски службеници. Значи, секој еден граѓанин кој што од Косово се упатува во Македонија, прва граница и единствена на која што ќе биде задржан, легитимиран и која што ќе... Е македонската. Така е. Истото и обратно. Кога граѓанин од Македонија влегува во Косово, единствена полиција кај што ќе биде запрен, легитимиран и така натаму е во конкретниот случај косовската. Доколку е на стоп листа или има одредени процесни действија кои што треба да се превземат соодветно, тоаш системот алармира
и се спроведува процедура утврдена согласно билатерални договори. Нели македонски полицаец ќе отиде на границата, ќе превземе действија што треба да превземе и така Ако нашето лице влегува таму. Исто и обратно, косовски полицаец ќе дојде на нашата граница, ќе превземе действија што треба да превземе. Бидејќи тоа беа медиумските информации. Значи секој го штити својот влез. Дека тој се пријавил на Косово, па после имало контакт. Не? Директно доаѓа на македонска граница. Нема кај да се пријави, мислам, се пријавува на нашата граница. Исто ко ова со другата. Другата е излезена од Македонија преку границата која што ја обезбедуваат, чуваат и така натаму српските полициски службеници. Под прашање имам за дрогата, за да ги одговориме сите тези, колку и да се нелогични, мене ми се нели апсурдни, си ги обработувам јас во мојот воведен коментар, ама еве сега и државата има можност да зборува. Но во однос на Артан Груби, на МВР улогата завршува во делот кај што лицето нели се пријавува, обезбедено е и поднатаму оди во судска постапка. Сега сакам прашање како кон правник, нели? Како човек кој што во својот живот посведочил многу неправди, нели? Вклучувајќи го и функционирањето на судско-обвинителскиот систем. Имаш ли разбирање за жолчната реакција на луѓето во однос на третманот кој што судските лабиринти му го овозможија на Груби, во смисол и од друга страна признавам, тоа се ниски страсти кај сите нас, односно кај огромен дел од јавноста, но тие ниски страсти да посакаш некому притвор. Јас како човек не можам никому да посакам, нели? Знаеш зошто, но мислам сум видел како тоа изгледа, но чувството на неправда, односно дека сите сме исти, ама некои се поисти од другите, често ги води луѓето и во таа зона и ете, јас имав разбирање и за себе и за другите. Не како шеф на полицијата, како правник, кој е твоето стручно мислење за Видете, јас многу пати сум зборувал јавно дека притворот треба да биде мерка која што се употребува за задржување, овозможување на присуство на осомничен или обвинет во рамки на главна расправа и согласно закон се употребува како најстрога мерка. Многу пати тоа сум го говорил, па кога и субјект кој што бил предмет на анализа се бил и ти. Така е. И не можам да имам друг став сега од позиција на министар за внатрешни работи. Што е многу битно за оваа ситуација да се напомене? Јас го разбирам гневот на граѓаните дека ценат дека едни се повластени, други не се. Ама пред малце зборев. Сакаме да живееме во полициска држава, каде што како во минатото министерот за внатрешни работи ќе прави што сака, ќе се јавува да вика гази, ќе се јавува кај сака, ќе превзема, барем така зборат луѓе, ќе превзема се што сака во насока на загорчување на животот на одредени луѓе заради тоа што не биле негови политички истомисленици. Чувме нова столче. Тоа треба и јас да го правам се. Или треба да го прави некој друг во рамки на македонската влада. Не сметам дека тоа треба. Јас не сметам дека треба да бидам дел од еден систем кој што ќе го буквално згази сето она за кое што сум се борел цел живот, а тоа е право и правда. Да, секој заслужува да биде испочитуван согласно закон во насока на остварување на неговите права. Но, ова го имам кажано многу пати до сега, народот е жеден за правда. Едно е процесна правда, која што е поврзана со превземање на чекори во делот на самото судење, дали ќе има вакви мерки, такви мерки и така натаму, а друго е суштинска правда, каде што секој кој што се огрешил ќе одговара. Јас многу пати во својот живот јавно имам зборено дека притворот не може да има третман на затвор. Не смее да има. Секој кој што го поистоветува притворот со затвор, прави кардинална грешка, заради тоа што лесно е кога седиш отстрана и критикуваш, но кога ќе се внатре, тоа животот е сосема поразличен. Парем, еве, ти од лично искуство можеш да го збориш тоа. А се докажа дека ти беше невин во конкретна ситуација, дури и со правосилна пресуда во твојот случај. И сега? Сега Вилма треба да каже еден ден, ако новиот обвинител се сети... Ако сме се договорили на правила на игра, дека притворот треба... Јас не го оправдувам или судам она кој што го одлучил судот. Судот е
независен во рамки на носењето на одлуката таква која што ја донам. Независен е. Но не можам да оправдам оние коментари кои што ги има владата е крива, МВР е криво, не знам што, не знам како. Значи владата не смее да се впушти во тоа. Министерството за внатрешни работи не смее да се пушти во тоа. Едноставно, ако е така, тоаш ние не сме демократска држава, таква што сакаме да сме. Министер Ќе бидеме нешто што бевме пред 6-7 години. Пред месец дена на истото место седеше господја Лейла Кадриу, поранешна обвинителка во СЈО, и кажа дека советник на еден твој предходник, да не кажам кој да не се налути Оливер Спасовски, се шетал ни СЈО и не изе лично и посочувал кои лица треба да ги вклучи во некоја постапка. И од таа позиција разбирливо е зошто луѓето, нели, има недоверба кон институциите на системот. Исто така, разбирам јас тоа. yes, И го разбирам. тешки ќе се чекорите за да се помрдне од таа точка, меѓутоа верувам дека кога ќе се направат првите неколку видливи и значајни чекори, после довербата побрзо ќе се зголемува. Важно е да се прекрши оној момент на максимална недоверба. Во тоа светло, кратко од аспект на министер во владата, имаме ли информација кога владата ќе одбере свој предлог за нов републички јавен обвинител? Мислам дека за многу брзо. Добро, значи отпаѓаат оние варијанти дека можеби ќе се повтори и огласот и така натака, дека нема да одбере варијанти, прости шпекулации кои што ги слушна вчера на едно интервју. Јас мислам дека има многу добри кандидати, не еден повеќе во рамки на она кое што е доставено како предлог до владата. Советот за јавни обвинители, да. Така да мислам дека успешно ќе се заврши тој процес. Добро. И ќе имаме за скоро услови за функционирање на на јавното обвинителство во рамки на сето на кое што треба да следи. Тоа би значи дека пријавите од МВР нема да остануваат по фиоки, туку дека видите, мора да имаме надеж дека ќе бидеме поефикасни во ден. Ние не можеме да функционираме врз основа на она дека не чини, дека се е труло, дека не бива работа и така натаму. Кога станав министер за внатрешни работи, оно кое што го видов наистина од аспект на проблеми, стварно ме фати паника. И од кај да се почне? Од кај да почне човек? Ама вајда треба да почне од почеток. Тоа најмногу што гори, таму треба да се фокусира и да почне да ги решава проблемите еден по еден. Ги решивме пасошите, почнавме да ги решаваме објектите во кои што се сместуваат луѓето, почнавме да обезбедуваме основни средства за работа од типот на возила. Го решивме проблемот со имплементирање на многу значаен проект Safe City. Имплементираме средно полициско училиште, помине законот. Во фаза сме на реорганизирање и овозможување на она кое што го бараат граѓаните, тоа е поголема видливост на полициски службеници на терен, поголема ефикасност на полициски службеници и така натаму. Така да наистина старите велат две лубеници по една мишка не се носат. Така е. Така да отворивме огромен број на процеси во изминатиот период. Мислам дека македонските граѓани се многу мудри и гледаат дека се работи и гледаат дека во рамки на работењето и на владата и на Министерството за внатрешни работи има резултати. 5 тона Србија и така натак. Една од тезите на опозицијата е како на 65.000 камери, не знам од каде име таа бројка, 65.000 Safe City камери, никој не ја забележал дрогата. Тоа е исто како да... Дрогава не мафта, рачиња нема она. Ама требало веројатно да знаете, како што треба да знаете ако некој стисне на партизанска стотка, министерот Тошковски да му крене рачна веднаш до него да му се појави. Дали се 65.000 камери прво тоа ме интересираше. Значи јас не, кој им ги кажува тези да ги зборат јавно, ја не знам. Ги вергла, ти сега... Да чат джипите ли бараат совет, па и таму да пишат нема да им кажат ваква глупост. Значи, јас стварно не разбирам тези од кај ги водат. Од аспект на она кое што е факт, а тоа е делот на нелегален транспорт на 5 тона марихуана, кои што беа пронајдени,
Таму сме во понапредна фаза во делот на утврдување на се она кое што е потребно за да можеме, за да обвинителството во иднина процесуира соодветен процесен акт во наредна фаза. Имаме и веќе неколку лица кои што се во притвор, знаеме која била трасата, како се изнела и така натаму и така натаму. И тоа е само еден многу мал дел од целокупната истрага која што ќе треба да даде одговор на следното прашање. Тоа е поврзани со оние 40 тони до сега. Така е. Добро. Дали Македонија изминативе 7-8 години била Колумбија на Балканот? Дали некој кој што имал одредена извршна моќ овозможил со умисла да се донесат одредени подзаконски акти кои што директно ќе бидат во спротивност со одредени закони, меѓународни конвенции и така натаму, а при тоа истите тие ќе овозможат производство на повеќе илјадници килограми дрога, која што најголем дел ќе биде пласирана во рамки на држави надвор од Балкана, да речем. Сериозно звучи ова што го кажа. Има ли ова врска со... Јас вака искрено сметам дека доколку сите истражни органи кои што работат макотрапно на овој случај, и вклучени се директно повеќе обвинители. Вклучена е финансова полиција, управа за финансиско разузнавање, царина, организиран криминал од Министерство за внатрешни работи. Има добри професионалци во овој тим. Ќе треба време, не дека нема да треба време, ова нема да може да го завршиме ние сега за месец дена или Не е како по филмовите. Не е како по филмовите, но навистина, ако добро се сработи ова, а верувам дека ќе се сработи, пошто има огромен број на докази, кои, да речеме, ќе треба да излезат на површина, нема соврштено злосторство, ова ќе биде еден од најголемите криминални предмети воопште у историја на Македонија. Таков потенцијал има. Ова има таков потенцијал. Има ли врска тоа Затоа со... што ние овде говориме од прилика досега за негде околу над 250 милиони евра предпоставена добивка на овие криминални групи. 250 милиони евра. Досега, не знам како ќе испадне понатаму. Има ли ова врска со она пошто-пото отварање на фабрики за марихуана како нели Елдорадо, да е Македонија за во еден период нели како печурки никнува и после тоа според она што го знам добар дел од луѓето сватија дека не може да извезуваат бидејќи фабриките не им се правени по стандарди за извоз, да не кажам во Германија. И дека се правеле некои гимнастики, односно некакви заобиколници правни, за сепак да може да се изнесува таа дрога, да се продава надвор, бидејќи слушам еден поранешен министер за здравство, кој има најголем дел од овие лиценци издадено, подпишано, како упорно се мачи да наметне теза во јавност како на МВР му излегла дрогата, а МВР не е на влез во Србија нити со еден полицаец. Добро, но и да тој многу добро го знае тој факт. Но и да е дрога излегува од земји, во сите земји во светот, нели некој се труди да шверцува, некој се труди да го спречи шверцот. Упорно таа теза се пробува да се наметне во јавноста. Ќе видиме зошто. И секој ден таа па таа, како му излегла дрогата на МВР 5 тона, како му излега дрогата на МВР 5 тона. Не слушнав еднаш прашање да се постави кој дозволил да се произведат нелегално повеќе од 100 тона. Такво прашање не слушнав. Богданка Кузевска вчера кажа дека се работело за, цитирам, свежа дрога произведена во време на ВМРО. Цитирам, не се шегувам. Ќе видиме тоа.
Ќе видиме тоа. Дали била произведена во време, во чие време, во какво време, кој овозможил, Но свежа друга како термин прв пат го чув. Кој финансиски интереси од тоа, како се переле пари, преку кои фирми влегуеле у држава, како излегуеле, дали влегуеле од земји кои што не се од Европската унија, или не влегувале, каде влегувале, како се вртеле, ќе видиме тоа све. Министре, после најавата дека ова може да е еден од најголемите криминални случаи во историјата на Македонија, се надевам дека на излез од Македонија од овој момент натака ќе има сепак некакви контроли, бидејќи освен ако некои од лицата кои што сега би се уплашиле, си испланираат како да заминат на долга посета надвор како груби. За разлика од некои други, јас сум навистина дипломиран правник со положен правосуден и не можам да си дозволам да прекршам принцип на презумпција на невинност и нема никогаш да го направам. Нити сум го направил претходно, нити ќе го направам сега. Тоа го знам, не го ни барам. За разлика од овие другиве кои што го рушат секој ден и кои што кога беа тие на власт, се што беше бело беше црно. Јас тоа нити сум го направил, нити ќе го направам. Така да, во интерес на почитувањето на правото и правдата, ќе застанам тука, ќе дозволам до оние кои што треба да си ја сработат работата, си ја сработат така што треба да ја сработат. И со докази се надевам дека сето на кое што е моментално предпоставка или индиција за огромен криминал и од финансиски аспект и од аспект на она кое што нелегално е произведено и тргувано од овде од Македонија, од нашата убава Македонија, ќе си го докажеме со докази. За крај еден коментар би замолил на она информација, бидејќи за многу луѓе, нели, ако каже Панче, каже Богдан или било кој друг, не е вест, ама Ција ако каже тогаш е вест вредна за вреднување, тој записник некој декласифициран пред неколку дена малтене, дека Киро Глигоров на времето одбил 100 милиони евра помош за Македонија, понуда од некакви си приватни лица од Грција со цел да се промени името на земјата. Тогаш си помислили дали лица од Македонија, па сега кога беше променето името, примиле некаков надомест? Тоа е добро прашање и добра теза, а не овие нивни. Тоа е добро прашање и добра теза. Би имал ли обвинител можност, од правен аспект се прашувам, да се навраќа на некои такви случувања во однос на застарување, незастарување? Па видите, кривичните дела кои што се во делот на кривични дела против државата, тие се со малце така поголема временска рамка за застарување, така да видите, овој тип на кривични дела е многу тешко да се докажат и да се обезбедат докази и така натаму. Ама има една народна поговорка која што често вака ми иде на памет, таа вика и чорото пиле и Господ го сака. Се бива, од кај знаете. Благодарам на одвоеното време на гостувањето и разговорот на чинам сите теми кои што во последниот период ја интересираат јавноста се поврзани со работата на Министерството за внатрешни работи, да не е заборавено од моја страна просто информација во однос на привремените одземени возачки дозволи до 3 месеци и така натака, нели јавноста денес беше сензибилизирана во однос на тоа. МВР издаде свое соопштение на Facebook страницата. Во суштина ќе профункционира системот на нотификација преку SMS пораки за луѓето. Функционира веќе. Да. Луѓето кои што треба да ги дадат дозволите на 3 месеци, сакаат тоа пред одморите да го направат. Претпоставувам затоа е ука-буката, дека тоа функционира, тече и ќе бидат испроцесуирани сите тие предмети. По правосилна пресуда, која што претходно била изречена, да речеме, претстапување во сила на пакетот закони поврзани со сефсите, и по констатиран сообраќаен прекршок по кој што следи забрана, а при тоа од сефсите сторителот се согласил со самата забрана, не повел судска постапка. Министерството за внатрешни работи на сите оние кои што пристапиле во просториите на Министерството за внатрешни работи, повеќе нема да им ја зима возачката дозвола, па да треба да ги слика одново, па во рамки на новата да им се врежа до кога им е забраната, па од кој ќе таа помине, нели, да им издаде нова и така натаму. Туку
Возачката дозвола си останува како возачка дозвола. Системот нотира дека е Системот одземена. нотира дека имате забрана за управување на моторно возило. Така е. Ви испраќа порака на мобилниот телефон кој што сте го навеле дека од денеска ви тече рок од 7 дена кога ќе отпочне забраната за управување на моторно возило. После 7 дена, 8-миот ден ви стига порака дека од денеска па натаму согласно пресудата која што ви изречена во наредни, не знам, месец дена, 3 месеци, 6 месеци и така натаму, ви е активна забраната за тој временски период од добивање на втората порака додека не ви истечат тие денови, месец, 2, 3, колку ви е изречена во рамки на пресудата забрана, не смеете да управувате моторно возило. И по истекот на истиот повторно, нели, може да го управувате моторното возило, а ние за сето тоа водиме евиденција. Вака би сакал да упатаме на порака за сите граѓани и за сите полициски службеници дека исклучиво само во тој временски период не смее да се управува моторното возило. Што значи тоа? Доколку ви е изречена правосилна пресуда или сте добиле санкција од преку системот Safe City, а при тоа не сте добиле порака дека истата е активна, односно дека за 7 дена ќе стане активна Може и да го управувате повтор пат порака дека не смеете да управувате од денес, вие може да го управувате возилото. Словно можем важна информација да го за дадеме како сите кои информација што до се граѓаните. случуваат. А секој еден граѓанин кој што сака да овие негде од прилика околу 3000 мислам дека беа процесуирани во претходните неколку дена, тоа се луѓе кои што доброволно дошле до министерство согласно активни забрани кои што ги имаат се со цел да претпоставам ги фатат летните одмори на рад. Иначе согласно информации кои што имам, такви забрани треба да се процесираат негде околу вкупно околу 50.000 кои што биле изречени во изминатите години, а при тоа министерството не ги доставило, граѓаните не се обратиле до министерството и така натаму. Уште еднаш благодарам и се гледаме во следна прилика министер за внатрешни работи Панче Тошковски. Благодарам и наистина вака сакам да упатам финално една да констатираме еден факт, а тоа е дека наистина со тоа како управуваме моторно возило во Скопје покажавме како македонски граѓани дека можеме и ние да се подобриме долку сакаме. И тоа е заслуга на секој еден македонски граѓанин и би сакала јавно да се заблагодарам до сите кои што почитувајќи ги правилата сообраќајни ги почитуваат, им даваат до значење и ги вреднуваат сите оние човечки вредности кои што на крајот на денот може да спасат човечки живот. Мислев ќе констатираме факт дека вечерното шоу секогаш е добро место каде што може да се објаснат сите нешта, но тоа секако. Оваа констатација е уште поважна. Особено бидејќи јас и знам некои бројки, на пример дека во известни денови во едно Тетово за кое што обвинуваа нели селата Равари нешто има едноцифрен број на прекршоци нотирани од системот. Благодарам, се гледаме во следна прилика. Благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека имавте што да слушнете од мојот вечерашен гостин. Наредна средба четврток по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро мек Македонија, главата горе.